Постојан раст на цените и пад на вредноста на парите се одлика на секоја слаба економија. Тоа неминовно носи лош животен стандард. Во ова издание на темата на неделата говориме за нас и за Турција. Во Македонија граѓаните никако да доживеат, како што велат, достоинствен животен стандард. Соочени со мали плати и живот на рати, тие се уште ги чекаат ветените економски промени на подобро. Експертите сметаат дека така ќе биде се додека политиката не ги тргне рацете од бизнис секторот. За реформите и да не зборуваме. Голема понуда, но скромен избор, со полупразни кеси. Плата потрошена за една недела, живот на рати, пазарење на попусти. Животниот стандард на граѓаните никако да ги достигне нивните желби за достоинствен живот. Еве, јас сум во буџет платена. Ја не знам више кога ми е последното покачување на платата, одамна не се покачени. Ги ставија превозот у храната у плата и вика, вие качивме платата. Ај, оди без автобуса, ај не доручкувај на работа, не пи кафе. Може ли? Не може. Еве, јас, например, си имам 14.000. Сметката ми е 3.500 за струја, 900 денари за вода, телефони што имаме, нели тоа се да се подмири и што може да остане. Многу малку, значи точно за една недела и после нема. Сега, деца имаат пампес. Пампесот 1000 денари, ако збориме за пампесот. Има пампеси по 700, по 800 денари. Значи, 3000 денари, еден пампес, ќе земеш тоалетна хартија, ќе земеш, да речеме, сол, зејтин, тие работи, ама за колку? За 3000 денари, да има ни 5 дена да живееш за животот. Значи, 5 дена е обстанокот во животот. Граѓаните кои ги анкетиравме се сложни во едно, дека економските промени кон подобро се уште не ги чувствуваат. За тоа да го почувствуваат, треба политиката да го стави бизнис секторот на рад, препорачуваат економистите. Инвестиции и работење на инфраструктурни проекти е единствениот начин со кој една влада може да ја подобри економската состојба. Сопирањето на проектите во инфраструктура е голем гаф на било кого. И тие ниту смеат да се сопрат, ниту со трансфер на власта смеат да застанат со идеја дека некој треба да види дали се работел криминал или не. Криминалците ќе си ги затворите, проектите ќе продолжат. Гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска смета дека повисоките стапки на економски раст се можни само доколку фокусот на државата е врз структурните реформи. Ние сме мала и отворена економија. Значи, перспективите за поголем раст мора да ги бараме во надворешното окружување. А за да бидеме конкурентни во надворешното окружување, ние мора да работиме на структурни, институционални реформи, кои што на крајот ќе продуцираат многу повисоко ниво на конкурентност на нашата економија. Во моментот, нивото на конкурентност на македонската економија значајно заостанува. Стабилно законодавство, стабилна банкарска политика, сериозна интервенција во образованието и сериозна стратегија за тоа каде се гледа во Македонија во следните 15 години се клучните предизвици со кои ќе треба да се справи власта во обид да постигне економски просперитет. Одиме во Турција. Таму инфлацијата годинава се покачи на над 25% и е највисока во изминативе 15 години. Тоа има влијание врз целата економија, која е изнемоштена и од валутната криза, но и од трговската војна со Соединетите држави. Турците се жалат дека животниот стандард им е во слободен пат. Цените во Турција секој месец растат, а само во октомври скокнаа за 2,67%. Тоа е повеќе од претходните прогнози дека цените ќе се зголемат за 12%. Турската брокерка Hulya Ayanoglu veli. Yani son 15 yılın en yüksek enflasyon oranı zaten %25 çok yüksek. Fiyatları da yansıyor, görüyoruz. Daha önce 5 liraya 5 tane elma alıyorduk, şimdi 4 tane alıyoruz gibi. Со тоа се соочуваат и продавачите и конзументите. Dilber Yak, собственичка на tezgah veli. Yani alım gücümüz sıfıra düştü hemen hemen. Hiçbir şey alamıyoruz. Aldığımızı bırakın hiçbir şey de satamıyoruz üstelik. Hani ben sadece ben değilim. Mesela karşımda gazeteci var, yanımda market var, diğer yanımda manavlar var. Şu anda bomboşuz hepimiz. Hani hiç kimse bir şeyler almıyor. Penzionerot Eyüp Ozen pak dodava. Ben tabii ki bir vatandaş olarak çok yüksek buluyorum. Bundan dolayı esnaf olarak ve de biz çalışan insanlar, emekli insanlar çok etkileniyoruz. Bu şartlardan dolayı bayağı sıkıntı çekiyor yani. Инфлацијата која предвиде министерот за финансии Берат Албайрак забрзано се зголемува. Таа е дополнително потикната и од лизгањето на вредноста на националната валута лирата,
што ја натера владата да ги намали прогнозите за економски пораст. Турската економија се очекува да се намалува во овој и во идниот квартал, обесхрабрувајќи ги сите потези на Централната банка за справување со зголемувањето на притисоците врз цените со дополнително зголемување на референтните каматни стапки. Исто така, вредноста на лирата во однос на американскиот долар постојано се намалува. Оваа валута годинава е за околу 30% подолу, што е предизвикано од загриженоста за растечката инфлација и од влошените врски со Вашингтон. Во врска со ова, аналитичарот Джеймс Хјуз вели: Remember, there is a trade discussion between the US and Turkey, and when you have a trade conflict going on with the biggest economy in the world, and your inflation rate is up above 25%, of course that is going to cause major issues. So it could be incredibly damaging. Растот на инфлацијата беше предводен од зголемувањето на цените на облеката и на чевлите за 12% и на трошоците за домување за 4%. Во последниве години цените на производите се зголемија за 45%. Министерот за финансии Ал Бейрак, чиј свекор, председателот Реджеп Таип Ердоган, е самопрогласен непријател на високите каматни стапки, очекува значително намалување на инфлацијата. Тој, осврнувајќи се врз шпекулациите за тешкото призајмување на турската економија, деновиве рече: никој не треба да очекува Турција пресилно да ги притисне со пирачките за да ја запрековара. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари за животниот стандард во Македонија и што очекувате од надлежните да преземат за да го подобрат. Довидување.